Првично би сакал да користам приликата да му се благодарам на председателот на владата за довербата кон Министерството за економија од почетокот на кризата. Кога зборувам за почетокот на кризата, зборувам за пред една година во делот на енергетиката, секој тоа влијаеше и во делот на инфлаторните движења, во зголемување на цените и слично, каде што и нашата држава реализираше, дизајнираше одредени мерки кои вглавном беа дизајнирани од секторот за енергетика и секторот за трговија. Не само во моје име, и во име на сите вработени во Министерството за економија, голема благодарност за довербата и за тоа што вглавном во повеќе наврати во влада се донесени одлуките согласно предлозите кои ги дала Министерството за економија, а денеска имаме прилика само да се увериме дека тие предлози биле точни, биле направени со сите засегнати страни, почнувајќи ги од самите компании, од самите производители, од самите добавувачи, увозници во нашата држава на основни преамбени производи, и денеска уште една се потврдува дека да, кога се сака, се има простор, се со цел кризата да не биде на грб на граѓаните. Дополнително на ова би сакал да им се заблагодарам и на директорот на Државен пазарен инспекторат, на сите инспектори во нашата држава кои во фул капацитет се на терен, секој деневно и ноќе, значи прават контроли, се со цел да бидат правични, а во тоа да не се дозволи да се направат штети врз потрошувачите, во случај граѓаните. Министерството за економија ги следи во дневна база сите случувања во делот на цените во државата, посебно за основните преамбени производи. И сакам уште еднаш да ги повикам стопанските комори, нашите производители, увозници, да направат големи напори, да покажат општествена одговорност и самите да почнат со намалување на цените, имајќи го предвид трендот на намалување на суровини и во светските берзи, но и согласно намалувањето на цените на енергенсите како мерки кои ги носи владата. Во тој случај, ако тие сами ги намалуваат, секако дека имаме простор дополнително да излеземе во пресред за да ја задржиме нивната конкурентност, а зошто да не ја да ја зголемиме нивната конкурентност. Затоа до крајот на наредната недела ние ќе подготвиме информација до председателот на владата со детална анализа за речи се секој производ, и согласно тие анализи ќе се дизајнират, креират новите мерки кои ќе следат најверојатно во април. Мерките ќе бидат насочени и кон стопанството, и за тие сектори кои ќе покажат општествена одговорност, а секој дека ќе бидат насочени и директно кон граѓаните, тие што имаат најголема потреба, тие што ги немаат соодветните приходи во нивните семејства, се со цел да се справуваат со ова криза која не е само во нашата држава. Само за потсетување.